Советникот ВМРО Народна партија преминува во советничката група на коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН во Советот на општина Струмица. На денешната пресконференција истакна дека почнуваат со целосна ревизија на матните тендерски бизниси на кланот заеви. Со стапка на невработеност од 16,7%, југоисточниот регион од земјава покажува дека спроведените политики за намалување на невработеноста даваат резултат. Од вкупно 2500 пријави во 2012 година, минатата 2016 е заокружена со само 107 пријави за кражби на дрва, информираат од подружницата Беласица. Следите дневник на телеканал А1. Ова беа настаните на денот, а многу повеќе информации од Југоистокот и Македонија во минутите кои следуваат. СДСМ го изгуби мнозинството во Советот на општина Струмица и не се веќе на власт, затоа што немаат кредибилитет, истакна на денешната пресконференција координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН Зоран Пакетов. Според него, оваа советничка група деновиве успеала во своите редови да го придобие кандидатот советник од ВМРО Народна партија, со што го добиле потребното мнозинство од 12 советници наспроти во моментов 10 на СДСМ. СДСМ го изгуби мнозинството во Советот на општината и не се веќе на власт зашто немаат кредибилитет, истакна на денешната пресконференција координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН Зоран Пакетов. Според него, оваа советничка група деновиве е успеала во своите редови да го придобие кандидатот советник од ВМРО Народна партија, со што го добиле потребното мнозинство од 12 советници наспроти во моментов 10 на СДСМ во Советот на општина Струмица. СДСМ и Зоран Заев се поразени во Струмица. Од денес Зоран Заев и СДСМ немаат мнозинство во Советот во општина Струмица. Тие не се власт и немаат кредибилитет да продолжат да управуваат и владеат во Струмица. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН за подобра Македонија и ВМРО Народна партија имаат легитимно мнозинство во Советот на општина Струмица. 12 советници, 12 подписи наспроти 10 советници застапувани од СДСМ. СДСМ немаат легитимитет да продолжат да управуваат затоа што немаат мнозинска поддршка од граѓаните. Новата советничка група бара одржување итна седница, избор на нов председател на Советот и нов градоначалник. Бараме итно да се свика седница на Советот со кое ќе се верификува новото советничко мнозинство и ќе се избере нов председател на Советот. Потоа ќе побараме избор на нов градоначалник на општина Струмица, бидејќи Зоран Заев веќе нема легитимитет. Тој веќе не е власт во Струмица. Според него, ова ќе значи нов почеток во Струмица. Ова значи нов почеток за општина Струмица. Почнува транспарентно и очетно работење во Струмица. Ова значи крај на нетранспарентните и матни тендери и богатење на поединци на грбот на општина Струмица. Ова значи крај на ерата на заплашување и притисоци. Струмичани добиваат одговорна власт за граѓаните. Ќе биде направена целосна ревизија на работењето во сите општински институции и започнува нов почеток на одговорно владење и многу проекти за граѓаните на општина Струмица. Советникот на ВМРО Народна партија на претходните локални избори влезе во Советот како дел од коалицијата меѓу ВМРО Народна партија и СДСМ. Неморалниот чин на еден поединец дека ја представува волјата на граѓаните на општина Струмица во најмала рака е манипулација без преседан. Ова беше истакнато на денешната пресконференција од председателот на општинската организација на СДСМ од Струмица Маријан Даскаловски, кој побара од нивниот досегашен коалицијски советник да ја преиспита одлуката. За победничката советничка листа на СДСМ на последните локални избори својот глас го дале 18.425 граѓани. Замислете, волјата на 18.425 граѓани е показана од само еден граѓанин, кој е член на Совет на општина Струмица, човек кој не бил на некоја независна листа, туку на листата на коалицијата предводени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ке беше доблесно советникот Методи Витанов на денешната пресконференција да проговори за причините на својот премин во губитничкиот табор. Тоа е должен да го стори пред сите граѓани на општина Струмица,
а особено пред оние 18.425 граѓани кои го дале гласот за листата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на кој бил и тој. Се постава прашањето, како тоа по поминати безмалку 4 години во победничкото мнозинство на прагот на новите локални избори, господинот Витанов одлучува да го погази сето тоа што го сторил во изминатиот период, заедно со советниците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ова е срамен чин, за кој секој коментар би бил излишен. Го повикуваме господинот Витанов да ја преиспита својата одлука и да ја симне својата огромна дамка кој самиот си ја става, дамка која ќе уследи цел живот. Голем број од граѓаните покажуваат интерес за работата на движењето Стоп операција Сорос. Откако вчера на пресконференција беа објавени организациите кои биле финансирани од Сорос, а имале за цел да делуваат опозицијски за време на предизборието, од движењето информираат дека и граѓаните можат да се вклучат и партиципираат во него. Во моментов најкорисно би не било од граѓаните да почнат да ме информираат, тоа се случува, да информираат веќе многу луѓе, за нивни забелешки, за злоупотреби кои што ги вршала оваа организација кај нив локално, во градовите каде што живеат, во малата каде што се активни, ги знаат луѓето, мислам Македонија мала земја, ги знаеме кои се, знаеме кој протестира и знаеме кој работеше на дестабилизацијата во овие изминати 2 години и знаеме како се финансирани. Нашата Facebook страница, имейл адреса stopoperacijasoros@gmail.com, нашето нормално достапни сме, се разбира, лесно може индивидуално секој да не пронајде. Отворени сме постојано за вакви информации и веќе почнавме да ги презентираме во јавност. Значи, практично покажуваме како во градовите невладините на Сорос практично функционирале како локални штаб на СДСМ, а не работеле за проектите за кои што номинално биле ангажирани. Тука многу би не помогнала што е можно повеќе граѓанска информација, нели, од лица кои што се реално огорчени, сакаат да заправат дестабилизирање и напад на државата. Исто така, секој кој што е во состојба, гледаме дека ефектот од контактирање со лица во Вашингтон и Брисел, кои што може да донесат одлуки да побараат ревизија, го има. Гледаме дека тоа не е попусто зборување. Сите што се во можност да контактираат, да праќаат Twitter пораки, имейл пораки. Имам отворен еден ресурс stopsoros.mk. Тоа е практично блог на кој што објавуваме информации на англиски јазик. Многу е лесно да се проследат до лица кои што утре ќе носат одлуки, до еврокомесари, нивни вработени практично во комисијата. Не морава да тргне од нас. Ние ги ставаме ресурсите на располагање на граѓаните, кој сака може да превземе статија на англиски, да испрати каде што мисли дека би било корисно, да се информира што е можно поголем број на граѓани за тоа што се случува тука. Со стапка на невработеност од 16,7%, југоисточниот регион од земјава покажува дека спроведените политики за намалување на невработеноста даваат резултат. Просечната плата во овој регион за 2016 година изнесува 16.946 денари. Стапката на невработеност е една од најчесто коментираните статистички индикатори произведени од Државниот завод за статистика. На ниво на југоисточниот регион за 2016 година таа изнесува 16,7%. Според Дејан Станков, заменик директор на Државниот завод за статистика на Република Македонија, ситуацијата со невработеноста во овој регион е поповолна, што е показател дека креираните политики за невработеноста и поддршка на земјоделството даваат резултат. Што се однесува до други интересни податоци произведени од ова статистичко истражување, тоа е стапката на активност на населението, каде што во југоисточниот регион е забележана највисока стапка на активност од 68,4%, односно токав е процентот на активно население во овој регион и споредбено со другите региони овде имаме највисока стапка на активно население.
Како што истакна Станков, највисоката стапка на активно население на југоистокот се должи на фактот што дел од категориите на граѓани кои се пасивни на пазарот на труд имаат одредена работна активност, а тоа се пензионерите и младите лица кои имаат работна активност во секторот земјоделие. Просечната плата пак во овој регион изнесува 16.946 денари, а највисока просечна плата е забележана во секторот информации и комуникации. Што се однесува до просечната плата, овде имаме една друга ситуација, да просечната плата во југоисточниот регион и во овој струмички регион изнесува 16.946 денари и за разлика од другите региони овде имаме пониска просечна плата, што е показател дека струмичките компании за разлика од другите региони даваат пониска просечна плата. Стапката на невработеност на ниво на Македонија за 2016 година изнесувала 23,4%, додека пак просечната плата на ниво на Македонија за 2016 изнесувала 21.906 денари, при што и на ниво на Македонија највисока плата е забележана во секторот информации и комуникации. Се намалува бројот на кражби на дрва кои се дел од регионот под ингеренција на Македонски шуми, подружница Беласица, Струмица. Од скупно 2500 пријави во 2012 година, таа бројка до 2015 е намалена за 260 пријави. Минатата 2016 година е заокружена со само 107 пријави. За нас како подружница ова е огромен момент, затоа што навистина дивата сеча во огромна мера е застаната и дрвосечачите кои што порано навистина правеа огромни штети, сега истите се бават или со други работи, или пак се насочија во легалната сеча, тоест ги инволвиравме во нашите фази за производство на легално посечено дрво. 2012 ја зимам како репер, значи ако бројката од 2500 пријави ја земеме дека е 100%, значи во текот на овие 5 години бројката на кражби е намалена за речиси 95%. Што значи ова е навистина енормна бројка, голема бројка и таа е реалната слика. Во моментов имаме големи количини на снег на теренот. Од тие причини сите оние кои што крадат се околу урбаните средини, се околу патиштата и може би од таа гледна точка на населението му изгледа дека има многу кражби. За жал, нема кражби, значи кражбите се минимизирани, меѓутоа и тие неколку луѓе кои што денеска би се дрзнале да посечат некое нелегално дрво, се околу граѓаните, тие ги гледаат и од тие причини постојано се појавува некој да каже дека еве има дрвокражби и така натаму. Па искрено оваа година, значи или оваа зима ќе не изненади сите. Ова е во текот на овие 2 децении, искрено кажано, вистинска зима. Значи, досега зимите беа многу поблаги, без снег, се трошеше многу помалку дрво. Оваа година, за жал, на многумине ќе им зафалат огромно дрво, затоа што пресметките луѓето ги прават врз основа на она што поминало. Значи, ако минатата и пред таа година потрошивме толку, оваа година ќе бидеме горе-доле тука некаде. Меѓутоа, овие температури поларни, кои што ги имаме сега, а сме ги немале во последниве 15 на години, навистина ќе го зголемат потрошувачката, ќе ја зголемат потрошувачката на огромно дрво. Од тие причини, повеќето од луѓето можеби ќе имаат дефицит во она што го набавиле, тоест она што го кажавте, направиле погрешна проценка, меѓутоа ние од тие причини сега и покрај тоа што снегот е над 50 сантиметри некаде, ќе се обидеме да слегнеме нешто од количините кои што ги имаме како залихи на шумско-камионските патишта. Ќе биде навистина тешко, ќе се обидеме со сета расположија механизација, со надчовечки напори да симнеме нешто, затоа што и 1 метар би бил добре дојден во урбаните складови. Во делот на кражбите се околу населените места, еве конкретно да кажеме, најголемата експанзија е над градот Струмица, во населените места, околу нив, во полето, онаму каде што е навистина блиску, ние со нашите екипи во моментов сите расположиви луѓе кои што ги имаме во подружницата се насочени кон заштита на шумите, значи ние во моментот не сме во конзервирана состојба, работиме, пред се насоката е заштита на шумата, меѓутоа покрај тоа рековме и ќе се насочиме во делот на да се симне некој од количините кои што се посечени веќе, за да излеземе во пресред на некој од граѓаните.
Во издание на Струмичката епархија излезе уште едно капитално дело, новиот том од едицијата Житија на светиите. Новото издание ги содржи житијата на светиите за месец август. Се работи за многу значајно дело со кое полека но сигурно се комплетира целата едиција која ќе содржи 12 тома, по еден за секој месец. Со благослов на митрополитот Струмички Наума во издание на Струмичката епархија од печат излезе новиот том од едицијата Житија на светиите. Новото издание ги содржи житијата на светиите за месец август. Станува збор за дело со кое се комплетира целата едиција која ќе содржи вкупно 12 тома. Од храмот Свети Григорий Палама и Свети Димитрий Мироточи, во чие што издание е едицијата, вела дека е од посебно значење бидејќи верниците ќе може житијата да ги читаат на македонски јазик. За секој ден имаме повеќе светители и за секој светител животот, делата, биографијата, чудата се сместени токму во житијата на светиите, но и покрај животот и делата и чудата на светиите имаме голема историја, што историски се поврзани светителите со тие настани. Сега го издадовме, како што кажавме, 8-миот том, во припрема сме, во даден е во печат, исто и септември месец, за 9-тиот месец, во најскоро време очекуваме со Божи благослов да излезе и 9-тиот том Житија на светиите. Не можеме ништо да предвидиме, но со ова темпо како што одиме, сметам дека во најскоро време и останатите житие ќе бидат во најскоро време издадени од страна на Струмичката епархија. Според отец Боро Милчев, житијата покрај тоа што представуваат своевидна православна енциклопедија, тие се и применета догматика, затоа што во нив се сите свети вечни вистини доживеани догматски. Генерално кога ќе се каже, затоа што сите православни помесни цркви ги издадоа житијата. Ние Македонската православна црква за жал ги немавме житијата, но ете сега успеавме со оваа макотрпна работа да ги издадеме. Значајни се затоа што внатре покрај животот, делата, чудата имаме историски податоци за Македонската православна црква, за автокефалноста, за животот, па дури и за македонската држана внатре во самите житија. Велам дека се од витално значење за автокефалноста и за македонската држава, затоа што ако ги отвориме житијата на нашите соседни автокефални цркви, ќе видиме дека нашите свети 15 европолски маченици, Гаврил Лесновски, Теофил Струмичка, Свети Спасо Радовички, Свети Ѓорги Кратовски, ќе видите дека започнуваат житијата на српската, бугарската и грчката, дека овој српски светител, Свети Теофил Струмички, е роден, вика, во градот на српската држава, или пак Свети Гаврил Лесновски, овој србин, или пак да ги земеме светите 15 европолски маченици. Житието на бугарската автокефална црква започнува дека овие се бугарски светители. Затоа реков во почетокот дека тоа се од витално значење, затоа што тие се наши македонски светители. Пред нецел месец во издание на црквата Свети Григорий Палама и Свети Димитрий Мироточив излезе од печат и семеен православен молитвеник, кој е единствен после тој на Руската православна црква. Најголемо покачување на водостојот има на реките Радика, Треска и Сатеска. На реката Радика покачувањето е 42 см, на Треска кај Македонски Брод 35 см, а на Сатеска водостојот е повисок за 29 см од вчерашниот, соопштија од Управата за хидрометеоролошки работи. И на останатите реки се бележат благи до умерени покачувања. Како последица на топењето на снегот се очекува покачувањето на водостојот на сите водотеци во земјата да продолжи. Врнежите ќе продолжат и до крајот на денот во овие делови од земјата, ќе се интензивираат во ноќните часови, исто така и ветерот ќе продолжи да дува во овие делови, така што се очекува до изутрина да имаме локално наврнато и околу 20 литри дожд на метар квадратен. Само на планините над 1500 метри врнежите ќе бидат од снег. Врнежи ќе имаме и во другите делови од земјата, меѓутоа ќе бидат со послаб интензитет и ги очекуваме претежно во ноќните часови. Граничниот преминев зони на македонско-грчката граница е се уште затворен за сообраќај поради штрајк на грчките земјоделци. Отворени за сообраќај се премините Дојран и Меджитлија. Од Автомотосојузот на Република Македонија информираат дека на граничниот премин Дојран поради зголемена фреквенција има задржување од најмалку 1 час. На останатите гранични премини, освен на граничниот премин Богородица, нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Сообраќајот на патиштата низ Македонија се одвива во зимски услови, по наместа влажни коловози, а интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен.
И за крајот овој дневник да ги проследиме и вестите од светот и регионот. Германската полиција успешно ја финализирала операцијата во која се уапсени 23 лица на возраст од 19 до 55 години, а од нив 22 биле албанци. Официјалните податоци говорат дека станува збор за албанска банда која во соработка со германската наркогрупа кој снабдувале наркопазарот со дрога од Албанија. Групата била следена долг период, а другата што ја набавувале во Албанија ја продавале во неколку градови во Германија. Пред неколку дена била разбиена и втора албанска наркогрупа при што биле уапсени 15 нејзини членови, сите по потекло од Албанија. Најмалку 19 луѓе ги загубиле животите последните 2 дена во инциденти предизвикани од силните снежни врнежи во афганистанската покрајна Бадакшан во северниот дел од Афганистан, соопшти портпаролот на покраинскиот гувернер. Од 19 жртви, 17 биле жртви на лавина, уривање на покриви од објекти по тежината на снегот и во сообраќајни несреќи, рекол за Ројтес Навид Фортан, портпаролот на гувернерот на покраината Бадакшан. Според него властите се обидуваат да воспостават врски со 12 региони во покрајните, кои што поради обилните снежни врнежи се одсечени од остатокот на светот. Поради невремето, отежното е движењето по неколку главни магистрални патни правци во Афганистан, особено на патот кој ги поврзува Кабул и Кандахар. Таму во снегот се заробени околу 250 возила и автобуси, а за нивно излекување се упатени полицијата и војската. Турската полиција денеска во неколку рации во 4 градски окрузи во Анкара уапси 60 лица за кои се сомнева дека се членови на исламската држава, пренесуваат француските медиуми, повикувајќи се на турски. Како што медиумите наведуваат, уапсени се главно странски државјани. Овие полициски рации се организираат еден месец по масакрот во ноќниот клуб во Истанбул, за кој одговорноста ја презеде исламската држава. Владата на Романија на денешната седница официјално ќе укина спорната уредба со која се декриминализира многу случаи на корупција, заради која беа почнати демонстрации ширум земјата. Во прашање уредбата со која се намалува казната за корупција што многу политичари може да ги ослободи од кривичен прогон. И покрај одлуката за повлекување на уредбата, демонстрантите и синоќа на улиците на Букурешт и другите романски градови продолжија со протестите, при што во престолнината се собра околу 170.000 луѓе. Протестите беа организирани во околу 70 градови ширум Романија, а на нив според проценките на полицијата имаше собрано околу 330.000 лица. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на телеканал А1. Пријатно!